Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Саша Топаловски, началник во СВР Скопје, пеачката Ленче Кукич и Александар Ношпал, моден дизајнер и костимограф. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас се до 11 часот. Во овој дел од емисијата ги покануваме нашите гости кои ќе зборуваат за нивните професии. Велам добро утро за сите вас кои што сега се вклучувате на Канал 5 телевизија. Ја следите нашата утренска програма, а добро утро и до Роберт официјално на оваа наша маса. Добро утро, да. Драго ми што ете денес ќе имаме можност да се дружиме со нашите гости. Секој ќе си каже за она што е интересно, актуелно, а имаме што да споделиме. Еве, иако го погледнавме форшпанот и официјално уште еднаш да ги најдеме. Да. Господин Сашо Топаловски, началник во СВР Скопје. Добро утро и добро дојавте. Добро утро за гледачите што ни следат. Убава атмосфера, добро друштво. Така ќе биде до крај. Да, се разбира. Ќе биде до крај. Ленче Кукич. Добро утро и од мене. Некоја посебна најава не треба сега. Не треба сега јас во продолжение ќе си продолжам, нели, за најавата. Се шалам, добро утро на сите, добро утро за оваа прекрасна екипа од Сабајле, со убава екипа, па и денот ќе ни тргне убаво. Сигурно. Па и на гледачите се надам. Нормално. И господин Александар Ношпал, моден дизајнер и костимограф. Добро утро. Исто се, немам нешто посебно да се не се објаснувам, барем за македонска. Малце рано за мене, меѓутоа добро, уште се будам. Да. Со огледа тоа што до 4 наутро сте работеле. Така ми кажа на ношто. Да? Да. Добро, ќе ни извините за немавме преслава околу тоа, но да, бевме веќе договорени. Да. Еве ќе почнеме со господин Топаловски кој што е веднаш до мене. Сите сме запознати со темата која што е актуелна изминатиот период, која што треба здравје Боже од следната година официјално да почне да функционира. Системот Безбеден град, Safe City. После првиот ден шокантни би рекол податоци околу културата на македонските граѓани, барем во Скопје зборувам, бидејќи не е се уште низ цела Македонија. Како коментирате овој пробен период на Безбеден град, Safe City? Дали се намалуваат бројките? Бидејќи ние возиме тука забележително дека постои промена. Види, како што и ти кажа, фрапантни бројки, но нормално. Ако ги испоредиме оние бројки кои пред 6, 7, 8 месеци ги имавме, кога што народ и не знаеше дека тестираме, се уште пофрапантни, заради тоа што ние секоја знаеме да кажеме дека добро е таму кај што има некоја забрана да возиме со забрана. Ги знаеме оние земји кај што ги посетуваме често и кај што викаме се супер, таму беше законот како што треба, не смеш да возиш, такви се правилата. Но луѓето практично, морам да признам, се плашат од санкцијата, од паричната, плаќање од казната. Сега не бива, на некој начин културата не може да ја создадеш од одма само со добар збор или со замолување, мора некој пат да си има одреден систем за да ствара санкции, луѓето со санкциите ќе се научат во една подобра култура на возење. И мислам дека многу порано тоа што ние на некој начин рачунавме, луѓето за ден-два одма го смирија начин на возење и денови веќе тоа го гледаме. Сега зачудувачки, за сите ние сите викаме, се зачудивме, како толку пополека се вози, ама едноставно, луѓето сватиле, дај во овој тест период вика да се поднаучиме да возиме околу 50, за да после, од таму, и со продолжувањето од 1 февруари, да не си имаме мака, да не кошта некој кафе или некој каснење, многу поскапо од тоа што треба. Тоа е сега. Кои се најчестите прекршоци? Тие 52, 53? Па ние мислам дека во неколку наврати тоа го кажавме, и тука и за вашите гледачи и за емисијава тука за гостите секако ќе повториме, со овие камери сега, со тоа што сега е вклучено во Безбеден град, мериме брзо возење и мериме поминување на црвено светло. Тие се двата најчести прекршоци кај нас што кога ги анализираме сообраќајните незгоди со тешки телесни повреди или со телесни повреди, најчесто во спешаци или меѓу себе, помеѓу две возила, најчест причинител е прекумерна брзина, надвор од дозволено ниво и поминување на црвено светло, кој што и од другата страна некој поминува на зелено и така се случува сообраќајна згода. Тие две ги мериме и тие две ќе ги санкционираме. Ќе ја санкционираме погрешното паркирање заради тоа што
заради протокот на сообраќај многу е битно да на одредени булевари, а знаеме зашто, луѓето знаат да се застанат. Они викаат за 5 минути, но не е тоа така. Застанувањето е малку со повеќе минутажа ради некоја друга пригода, кафе пиење или застанување поради некое пазарување, но секако не е нешто за кое што може да се каже дека е за некакви здравствени причини, ќе го мериме, значи, и ќе го казнуваме застанувањето таму кај што нема потреба и секако поради тоа што системот ги детектира сите таблички и за истите дава од системот еден податок, дали е регистрирано возилото или не, па ние после оперативно ќе му стигне казна на собственикот на возилото што се управува без да се регистрира. Да. Во моментов одиме со тие 4, ето да кажеме, популарни, непопуларни, како ќе ги наречеме мерки, но тоа нуди поголема примена. Знаете, софтверски денеска не треба да се претпостави таа напредна интелигенција каква е, така да во иднина сето тоа ќе може да и носење на појас, зборување на мобилен телефон, оние битни работи што ги спориме дека се исто битни за кога ќе си учесник во сообраќај, сите тие ќе ги мери системот. Се надевам дека нема да дојдеме сега ние едноставно се да гледаме кроз камери. Се надевам дека луѓето, како што и тоа гледам, се случува. Мислам дека многу брзо по Скопје и во другите градови на рете, да. Не сме ние луѓе што нема да се научиме на рете. Ние знаеме и во светот како функционира. Знаеме да се однесуваме, апсолутно. Знаеме да се однесуваме, ние сме успешни во светот и таму се однесуваме. Едноставно тука ни треба ето така се потсетник. А како би функционирал системот доколку има итни ситуации? Некој на вистина кој што брза, болно дете, болен постар човек? Види, тоа е нормална работа на системот да казнува, мислам, да детектира се. Затоа викаме, го имаме онај 8-дневен период од после првите 24 часа која ќе ви стигне на порака, го имаме онај период во кој што вас ви стигнува, знаете што е промената во системот и тоа е многу битно да се напомене. Вас ви стигнува еден прекршочен платен налог, ние го викаме. И на него ги има вашите податоци, местото кај што ја сториле прекршокот, времето се и долу имате правна полука. Ако се согласувате со сето тоа, ја плаќате казната и таа е половина од казната што треба да ја примите цела неделја. Ако платите во тој рок, вие ја плаќате половина од казната. Ќе има и други некои новини, се надевам министерот денови веќе ги спомне, во однос на добри придобивки на системот. Сега, ако не се согласувате, истиот тој документ го принтате, го подпишувате и го носите во суд. Со тоа ние, судот знае дека имате врочено, се повикувате на судска заштита. Значи, нешто не е во ред. Не морате да објаснувате. Не морате нигде да пишувате нешто, што се случило. Само истиот документ, подпишан, го носите во суд, тоа значи дека вие се повикувате на судска заштита. Барате, имате проблем некој. Тогаш, наше товарот на докажување. Тогаш ве контактира судот и ве прашува што е проблемот, зашто се жалите. Не бев јас. Ако не сте биле вие можете и пред да ја врочите жалбата во суд, да отидете до најблиската полициска станица со човекот кој што тоа го проверува. Нормално, некој близок ваш, да се разбериме, значи мора да внимаваме на кого му го даваме возилото, кој го ние регистрираме. Ако сакаме, нели, да знаеме кој каде го вози или кој каде го управува. Сега тешко да се позајме возило. Па, видите, реално мора да знае, ако му го позајме возилото, него треба да му кажеме дека, нели, се разбира, да има треба да знае дека ако го казна, ќе си ја сноси вината самиот, имаме сега и поголема казна, нели, она санкцијата со одземање на возачка, тоа е малце поголема кога возите од 30 нагоре на после дозволеното. И сега, ако се пожалите и судот ве праша зашто и вие кажете брзав јас итно на болница, возев позади болничко возило кое што се движеше мојот родител. И нормално, нели, секогаш кога и ние гледаме некогаш често така, кога се движи некое болничко возило, позади него друг, и тај он брза со својот близок. И ние, ако го тоа стварно видиме дека е така, системот ќе те детектира кај си почнал, кај си завршил. Јасно. И ние веднаш ќе кажеме да, точно е. Значи, тоа што го доколку е неопходно са побрзо. Затоа кажавме, значи нема никој да биде лишен од тоа да му стигне порака. Така. Но некако акцент се става само на возачите. Тоа е целта на Safe City или да се намали можеби криминалот?
да исчезнати лица да се пронајдат и така натаму? Многу добро прашање. Ова е вака прв пат што ми го поставува некој прашањево. Тука таква емисија, сигурно може да имате некој близок во полициските кругови, па сигурно нешто повеќе размислувате од сите други, освен Не се ставам во улога на граѓани. Нива многу често во Тафталиџа, бидејќи јас сум од Карпаш, многу често во Тафталиџа, барам во летниот период се случуваат кражби. Па и не во летниот, и во зимскиот период. Се стемнува околу 4 часот, нема осветлени улици, не е безбедно. Колку сејф-сити ќе се вклучи тука да помогне, да ги спречи овие напади, да кажем? Ако приметите сегде околу градот, во центарот, секако, ќе приметите 2-3 типа различни камери. Значи има едни плави, едни бели. Тоа е камери кои се некогаш поставени пред 15 на година, и ова не е нешто ново сега да се измисли, или некој пред нас размислува дека треба да има во најавните простори камери. Па после има уште еден систем ставено, истата фирма монтирала други кои што сметава дека се тогаш подобри. И сега се овие ние што ги ставаме за сообраќајот. Но сите тие системот е многу битно што ги вклопи во едно. Сите тие сега функционираат како едно. Нормално едни има малце по-сериозен квалитет, овие најпоследните се со по-сериозен квалитет, заради тоа што мора да се види табличката, шофершајбната нели, но сите тие токму тоа, снимаат и движење секакво. Значи, ако сакаме да извадиме, за да откриеме одредено кривично дело, за да откриеме одреден сторител, криминалец или било како кај се движел, и тоа може да го направиме преку системот. Тоа го нуди системот. Значи, покрај што ќе користи за сообраќајот, ќе ги користиме и за криминалните действија, откривање на нив и во оперативата. Затоа викаме, тој дел сега се уште не го зборуваме, заради тоа што тој дел е нормален и тој дел во оперативата веќе со обвинителство и со суд многу често веќе во периодов го докажуваме. Ке се навратиме, меѓу другото сето што е поврзано со сејф-сити. Ке продолжиме со Лече па со Александар. Лече, колку ни беше до пеење годинава, ако се земе предвид, нели, она трагедија во Кочани која што ни се случи во март месец, поцрнат би рекол да обележи годината, посебно кога стана збор за вас музичарите и пејачите, една ретроспектива да направиме. Да. Најпрво да го поздравам излагањето на началникот, едно поучно вака од Сабајле за луѓето кои што се возачи, како и јас сум возач и учесник во сообраќајот. И ме радува што ова ќе стапи на сила. Ви кажам, ме радува. Бидејќи еве од вакви некои поддршката е од многу поголем број на граѓани. Така, јас сум прва за тоа. Па редно беше да има ред, ама боже се со воздишки зборуваме дека во Швајцарија, во Германија се или не знам таму функционира се безпрекорно, а тука ние не можеме. Вака ќе можеме. Тоа до санкции малку по џепчето и тоа. Поздрав за тоа. Така. А иначе годината да ти кажам како што почна жално почна. Многу жално. Ваква катастрофа не знам што велат старите луѓе викат ни на ѓаволот да се случи. Ние да ви кажам во оваа катастрофа изгубивме многу наши пријатели. Како прво колегите од ДНК, многу ми е жал, еве се наежив се ако зборам. И бубњарчето под Ѓорги што беше во бендот ни беше наше детенце. Наше детенце со нас порасна, што се вика со Иван свиреше, така да многу ми е тешко да зборам за оваа ситуација, посебно и за сите други деца кои што загинаа таму, за фамилиите сега тоа што го трпат, тоа не дај Боже, значи тоа полошо, мислам дека нема. Нема. Сега институциите си тераат тоа што го тераат, ќе најдат ли кој е виновен, кој не е. Разни слушаме разни ситуации, вака така, но сепак како вика така, кај што гори огнот, тој знае. Ние сега од страна ќе зборуваме се и се што, а нам тоа посебно ни беше терет на нас, бидејќи истата работа ја работиме.
Да. Еве, јас сум секој викенд, секој ден сум некаде во некој тук објект кој што не знам дали тој објект ги има сите овие ги има одобрение за да работи. Мене јас кога ќе дојдам во објектот не ми е работа јас да испитувам дали објектот ги има сите услови или не. Значи мене работата ми е тоа да влезам таму, ме поканиле да пеам, да ги забавувам луѓето. Сега, значи да ви кажам од кога се случи тоа, веќе со страв, со еден знак прашалник одиме да не се случи. Секогаш го спомнуваме тоа. Ама Боже, да бидеш со нас, да не се случи некоја глупост како што таму се случи. И уште ни делува тоа. Значи, еве, јас ја поминавме годината, ама тоа не може да се забори. Не може да се бори. Посебно, ние минатата година со ДНК, еве, баш овие датуми свиревме заедно на прослава, баш во декември, се разделивме, се изгушкавме, ајде до година, тоа не може 2 месеци се случи после тоа. Катастрофа. Сара и Јана ни се толку блиски, мислам, катастрофа, дури еве, не сакам да зборам колку ми е тешко и се уште ми е тешко. И еден апел е тоа до сите нас да не збориме дека еве нашите колеги од надвор од нашата држава имаат обезбедување, па имаат вака, па имаат во право биле. Во право биле. Ние кај нас, не знам, сите наши функции што ги работиме, некога се ги ставаме на некое непрофесионално ниво. Нешто секаде нешто ни фали, но треба да бидеме така професионални. Ама требало обезбедување, ќе има обезбедување. Ама ќе дошол некој кој му текнало, јас кога настапувам па да ми каже вака да ме тапка по рамото или не знам што. Не може. Едноставно мојот настап е тука и јас треба тоа што знам да го работам, да пеам, да ги веселам луѓето, да слушаат убава музика, да го слушаат, а не сега нели кој што му текнало тоа така да прави. Бидејќи ево во тие локали се точи алкохол, на некој му делува добро, на некој не. Да, за жал. Треба сите веќе работи да си ги ставиме професионално, како треба, така да бидат. Објектот ако бил пуштен преку инспекции, преку не знам што, значи бил доследен да работи, еве, музичари луѓе влегуваат. Еве се случи катастрофа. Значи некаде има некој пропуст. Дали системски, дали не знам како, има нешто. Нели сега ние музичарите, ама Боже, не ни е тоа функцијата, не ни е тоа надлежта, ние да немаме нели, да правиме ние се испитување во објектите. Тоа е една убава поука за сите нас да стапиме професионално во сите работи да се понашаме. Апсолутно. Кога сме кај професионалноста, веќе она што можеше да се прочита поврзано со името на господинот Александар Ношпал, прв македонски, а можеби балкански костимограф, чии костими се изложени во Париската опера. Што значи тоа за еден костимограф, човек кој што е во таа професија? Па не само за костимографија, сметам дека ова треба да биде и веќе една работа која што навистина не става и нас како земја на едно друго ниво. Во последно време генерално ги слушаме, нели ги слушаме тенденцијата да генерално политичарите се жалат и дека младите луѓе заминуваат. Да. Меѓутоа, буквално ништо не се прави околу тоа. И тоа го кажувам сосема ревносно, бидејќи работам и како професор на Ликовната академија, нели како доцент веќе 2 години при УКИМ. И морам да ви кажам дека ваквите работи се нешто што може да им го вратат на младите, да им ја вратат жилбата да останат и не само да им ја вратат жилбата да останат, туку воедно да дадат мотив можеби на посебно на институциите како што се Министерството за култура, за образование, да се заангажираат и на овие сегменти каде што немаме нормална формална државна едукација, посебно во применетите уметности, да им дадат можност да формираат нови институции, да може децата да се едуцираат и да останат тука и нормално. Ние сме сите тука професионалци, не сум само јас. Да се разберем, имаме во мојата фела еден тон колеги со кои што ја соработувам и кои што се фантастични луѓе и со вакви работи да ја поттикнеме
младината, односно младите луѓе да ги поттикнеме да останат и да работат тука, нели да бидат следните амбасадори на оваа држава. Сигурно дело инспиративно. Меѓутоа генерално посебно за мене има голема, како да кажам, има големо значение оваа изложба пред се, бидејќи јас, како што знаете, сум човек што има завршено во Париз и си има вратено да работи твори оваа држава 96-та година. Значи, не по секоја цена остана во Париз, јако работа во тој период. И знаете како, кога од тука повторно после 30 години ќе се вратите да ја направите представата, и ја направив таа представа, да ги дизајнирав костимите, меѓутоа истата таа опера после 2 години од премиерата на таа представа, значи ги изложува костимите што сакаат да се што веќе тоа кажува дека имаат некако поголемо значење отколку само оној практичен, односно применен дел, нели да и дадат некаква символика, убавина естетика на представата. Значи веќе се работи за нешто што е, а знаеме дека Париз е познат по занаетите, или по она што се вика метие дар, или по она што се вика рачна работа, си ги штитат во Франција модата и кроењето и шиењето, нели, и терзискиот занат што се вика е одавна заштитен како национално богатство. И се чува, нели, има своји приоритети и е многу битно што токму таму се случува ова, бидејќи очигледно дека технички овие костими вредат многу повеќе. Кога ги спомнате младите, имаме ли млади кои што може да условно кажем да се тркаат со Европа и светот, кога ќе дојде времето? Видете, секогаш има млади во светот на вистина и треба да се школуваат. Ја не велам дека тука да останат, меѓутоа и треба да го продолжат, бидејќи знаете како, во нашата професија, во светот на модата, на костимографијата, ние сме многу мали. Пазарот е многу мал. И нормално е дека младите луѓе ќе сакаат да се докажуваат во оваа професија, генерално во применетите уметности, да се докажуваат на светско ниво, или зашто не да видиме некој дека еден македонец ја наследил Диор или Шанел и така натака, нели е следниот дизајнер. Меѓутоа за тоа треба да се почне на формално образование, треба да се обезбедат услови. Ние ги имаме професорите, ги немаме институциите. И тоа веќе ние сме единствена држава во регионот што 30 години не успе да се адаптира, односно на образовниот систем, туку се уште ги слушаме тие препирки, помеѓу тоа дали треба една институција да се отвори или не, дали треба ово образование да постои или не. Не се работи за нас, за нашите желби, се работи за тоа што треба ние да го имаме како држава. Да. И затоа велам дека тоа треба исто понатака, нели, да ги продолжат своите студии надвор, магистерските, нели, да продолжат да работат, меѓутоа многу убаво кога знаете каде сте почнали, од каде доаѓате и на крајот на денот денеска, нели, со помош на технологијата се продава и од тука. Или може да бидете добар дизајнер и од тука, и од Македонија, не мора да бидете вие сместен во Европа, за да може да добро да продавате онлайн. И тоа се еден голем пример како што е Лудус, да речеме, нашиот бренд кој што, нели, Драган Христов, кој што веќе го отвори и шоурум, словенците му понудија простор да отвори шоурум во Љубљана. Македонците години назад го. Така да има многу примери, ако почнам да ги зборам, да колку од надвор луѓето многу повеќе не ценат отколку тука. За жал. Мора, ова сакам да те прашам. Декември месец доаѓа нова година. Често може на социјалните мрежи да прочитаме каде сме во однос на светот, во што сме застанале, дали одиме напред или ние се враќаме назад. Кога стана збор за модата, за тие подготовки за новогодишната ног, за самата прослава, за празниците, колку тоа ти изгледа вкусно, невкусно, одиме ли напред во однос на тоа што ќе облечеме, колку ја следиме модата, колку знаеме да... Јас не знам, одамна мислам дека луѓето веќе новогодишната вечер не сметат за нешто посебно. Тоа беше некое време пред на 20 години, се сеќавам, кога работев како дизајнер, навистина тоа беше веќе еуфоријата, она пред новогодишна 2-3 месеци однапред веќе бевме во таа гужва, во тој хаос на работа. Сеќавам дека сум работел до 12-1 сат на пладне или не знам до 5 сат по пладнето за да ги предадеме, нели за да предадеме некои нарачки. Меѓутоа веќе тоа го нема, пред се бидејќи модата, системот на модата се смени, начинот на забавата на луѓето се смени, генерално начинот како се восприема новата година се смени.
Може би од една страна и е добра, бидејќи некако луѓето, нели, веќе немаме оптоварување со новата година. Новата година една вечер која што е, нели, два дена спиеме, јадеме руска салата, кифлички, веќе трите сарми, веќе да не кажам, кој може, кој има да му ги подне. Да. Кој направи? Кој ги направи, да. И веќе од трети почнуваме да работиме. Кој како, нели, ке нас обично празниците доаѓа до 6-7. Меѓутоа, генерално мислам дека веќе ние го мислам дека се прилагодивме на оној систем. Се знае дека новата година од Божик до Нова година е на запад, ке нас е од Нова година до наш Божик. Е 6-7 дена, тука времето го посветуваме на своите најблиски, така да сметам дека луѓето многу попаметно веќе ги користат своите средства финансиски, отколку на трошење на гардероба, што јас исто со истото би го направил. Одат на некој патување, на некој или на некој на нешто подобро потрошени пари, многу подобро потрошени пари во тој момент. Со семејството, со фамилијата, со своите најблиски, или со драгите, со милите, со нели со партнерите и така натака, не и се. Меѓутоа не значи тоа дека ја омаловажувам мојата работа, меѓутоа имате многу други прилики во текот на годината. И тоа не значи дека трошењето пари на гардероба или инвестирањето во добри, уникатни парчиња висока мода е нешто што е инцидентно, адхок. Тоа е на запад, луѓето тоа го викаат колекционерство. И луѓето што го користат тоа, нели, собираат, купуваат и нели со години прават своји колекции, за после тоа да го изложат некаде во светот. Кој што беше последната изложба на Дина Лаја, кој што има собрано на 640 парчиња од Кристијан Диор. И имал собрано. И сега нели во Париз во галеријата Диор се објавени парчињата што Аздина Лаја, дизајнерот, го знаеме сите, со тек во својата кариера собирал парчиња на Кристијан Диор и сега се изложена таа колекција. Тоа сика колекционерство. Така да не мора да значи дека ја носите градеробата. Едноставно да имате. Па не да само да имате, тоа веќе има многу поговисока, тоа е уметност сепак. Примената е нешто што е носливо, меѓутоа е сепак исто како да имате слика од Пикасо. Како медички дел, апсолутно, да. Но колку јавните личности знаат да се облекуваат со оглед на тоа што се идоли на помладата генерација, па и повозрастната. Еве водители, новинари, пејачи, министри, полицајци, не знам, сите кои што се појавуваат, политичари, сакам да кажам. Политичари колку знаат соодветно да се облечат, еве не мода да следат, но соодветно. Па не знам, јас одамна не ги следам, не гледам, искрено да ви кажам, телевизија, тоа што гледам на телевизија се документарци, филмови, инцидентно, дури ни своите интервјуа не ги гледам, морам да признам. Така да, она што го гледаме и што го повеќе се бавам со читање, со работа и со други работи, на друг начин го пополнам времето. Одамна престанав да ги следам јавноста во Македонија, бидејќи протоколи, па еве, ако тргнеме од политичари, па да тргнеме до јавни личности, има многу пропусти, значи од пропусти на протоколи, нели на она што треба да се направи, до пропусти нели на она кади, како пееме и што пееме. Сега знаете како, не можете вие да облечете Кристијан Диор во некоја кафана во Делчево. Да. Не знам како да ви кажам. Се е нормално дека според не можам јас секој да носам Луи Вуитон, ако одам секој ден пешки или се возам на точачето и Луи Вуитонот не виси. Тоа се изместија вредностите кај нас и мислам дека тоа е веќе, знаете како, треба да знаеме да гледаме севкупноста на ситуацијата каде живееме и кои што, нели, некои имаат вкус, некои немаат вкус, меѓутоа за се има професионалци. Да се консултираат во зависност од кои прилики и сега и тие професионалци, тоа сме ние, кои што чинат. Така. Да, нормално. Добро. Ние како сме облечени со Роберто во утро? Не знам, не приветив. Пристојно за утре? Ја во облека не гледам, ја човек гледам во очи. Добро. Нормално. Тука сме некаде пред крајот на првиот дел од Здрава Македонија. Накратко сакав околу, така да го завршиме околу оние забелишки кои што ги има луѓето дека возилото поминало со таа брзина таму некаде, не знам, било забележано, ама било на паркинг. Зошто се ува тие техничките грешки мислите? Дали е можно? Да, можно е. Системот прави одредени на почетоков грешки, ги решава на некој начин техничарите. Грешките се, како да кажам, во смисла
меша буква со бројка. Добро? О и Д, да речеме. Од погрешен агол ја чита и сега мал се ги нивелираат камерите, ги спуштаат лево десно. Го спуштаат аголот за да оцејот не му делува лошо и така. Ќе се појавуваат и овие денови такви грешки повеќе. Кога ќе почне да се казнува, на каков начин ќе може да се оправди, каде треба да оди? Кажавме, нечи, само со поднесување на записникот во суд. Добро. Толку е тука завршува постапката кај што граѓанинот знаеме дека се повикува на судска заштита. Наше товарно да кажување дека е така или не е така. Ние веднаш што се случи овие денови, примивме, нели, ние извадивме посебна веб адреса така на која што можеше сите да пријават одредена неправилност, ако не можат да дојдат до шалтерот во Мотава, кој исто е отворен од 8 до 17 секој ден, специјално го отворивме за ова. И таму пријави неправилност, нели? Оваа страната беше Безбеден град, Мајмунче, moji.gov.mk и директно ги читаат инженериве сите тие. Имавме многу не возеле возилото, не го возеле возилото, не ја возеле колава 2-3 дена, а им стигнало 2-3 пати порака. Прави одредена проверка системот на бројките, па некогаш ги меша едни бројки со други бројки, излегува друго лице. Оти видите на регистарските ознаки, многу често ние наоѓаме слични бројки со нашата регистарска ознака, значи тие одат по бројност и по букви. И ако едната буква, да речеме, напред ја смени системот, му се ја прочита како друга, веднаш излезе друг собственик. Така. Други податоци за друг собственик. За многу луѓе податоците дадени беа грешни, па на многу луѓе викаат деновиве поминував, не ме регистрира, а 2-3 пати се трудам да поминам, нели, со 60, со 70, веројатно не му се точни податоците. Ќе ве замолам да задржите мислата, да направиме кратки реклами, ќе се вратиме повторно во студиото и ќе продолжиме. Кратки реклами, се враќаме.